Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në program. Këtë javë shënohet java që i kushtohet të gjithë grave se si të kujdesen për shëndetin e tyre. Motoja e kësaj jave është duaje veten, duaje shëndetin tënd. Me këtë moto, të gjithë ginekologët ju apelojnë grave që një herë në vit të paraqiten në kontrolla të rregullta ginekologjike me qëllim që të parandalojnë të gjitha sëmundjet të cilat nuk japin simptome, por janë mjaft të rrezikshme për shëndetin e tyre. Pikërisht në këtë emision të flasim pak më shumë për ciklin menstrual dhe jo vetëm, çfarë ndikimi kanë hormonet në shëndetin e të gjithë grave. Me ne në studio kemi të ftuar dr. Ivana Nako, specialist ginekolog akusher od Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари во Северна Македонија. Добро дојдовте. Hvala vi, dobro ve najdov. Ќе разговараме за хормоните и менструалниот циклус, една навистина многу важна тема, затоа што секогаш хормоните ни се нашиот проблем и нашиот спас, и за здравјето, но и за расположението. Зошто е така? Така. Значи, хормоните се хемиски гласници кои што координираат скоро се во женското тело. Значи, од менструалниот циклус, плодноста, понатаму расположението, енергијата, кожата. Така да, кога функционира се како што треба, значи хормоните се избалансирани. Меѓутоа и најмал дисбаланс да се јави или пореметување во нивоата на некој од хормоните, може да настанат сериозни симптоми. Заради тоа велиме дека тие се и проблемот, и решението, а нивната варијација и нивните нивоа варираат и се динамични, значи не се постојани и зависат од многу фактори. Значи и варираат и во тек на месецот, нели, како месечен циклус, и во време на бременост, во време на зголемен стрес. Некојаш варираат и во текот на еден ден. Варираат, точно. И често пати знаеме, особено зависи од која фаза на менструалниот циклус сме, зависи како сме расположени, дали сме тажни, дали сме нервозни, дали сме повеќе расположени. Така е, така е. Какво влијание има менструалниот циклус врз нашиот секојдневен живот? Има огромно влијание, како што кажавме, заради тоа што во тек на еден менструален циклус се менуваат нивоата на хормоните, а секој хормон си е поврзан со различна карактеристика, има различни карактеристики и заради тоа различно е расположението, нивото на енергија во тек на еден циклус, фокусирањето, концентрацијата, па и нивото на анксиозност, нерасположеност, нели различен е апетитот, различен е циклусот на спиење, потребата за одмор. Значи спиењето има влијание. Вие гинеколозите може да ги препознавате жените кога доаѓаат на редовни гинеколошки прегледи, во која фаза од менструалниот циклус? Секако. Меѓутоа мислам дека домашните повеќе ги препознаваат од нас. И верувам дека се мажите тие кои повеќе нагласуваат во која фаза се наоѓаат. Па може да се каже, да. Спомнавте малце за фазите на менструалниот циклус. Зошто ги нарекуваме фази или дали може да ни кажете малце повеќе колку фази има еден менструален циклус во зависност од тоа колку трае? Значи менструалниот циклус има 4 фази. Првата фаза е менструалната фаза кога всушност се случува менструалното краварење и тоа е од првиот до 5-тиот ден. Од прилика сега збориме за менструален циклус кој што трае 28 дена во идеални услови. Во оваа фаза жената или девојката секако има недостаток на енергија, има нели зголемена потреба за одмор, треба да внесува повеќе калорична храна. Понатаму следи фоликуларната фаза, која што трае до од прилика 13 ден, каде што веќе нивоата на естроген растат и со тоа нивото на енергија се зголемува во организмот, се зголемува фокусот, концентрацијата. Значи, ова е време кога веќе може нели да превземе поголеми активности жената, некој да започне некои проекти, осеќа сила, сигурност некоја. Третата фаза е овулаторната фаза. Таа трае 14 до 16 ден, кога всушност се случува овулацијата, се исфарва јајцеклетката и тука во оваа фаза
жената сјае на некој начин, значи кожата сјае, има најголема енергија, се чувствува и најголема самодоверба. За потоа да следи лутеинската фаза, која што веќе каде што нивоата на прогестерон почнува да растат и прогестеронот сите последици што се ги носи во смисла на се намалува расположението, се јавува подуеност, може би и анксиозност во некои случаи, зголемена нервоза, потреба за одмор, потреба за повеќе сон. И оваа е фаза кога на телото му треба одмор и кога организмот се припрема за евентуална бременост. За да, ако не се случи бременост, нагло паднат нивоата на естроген и прогестерон и тогаш ќе настане нова менструација. Тоа значи овие две хормони се клучни, прогестерон и естроген во текот на целиот менструален циклус? Овие се клучни, меѓутоа не и единствени хормони. На менструалниот циклус, освен естрогените, прогестеронот, влијае кортизолот, кој што е хормон на стрес, кој што е исклучително значаен кај во ситуации на хроничен стрес, кога може да дојде до преметување на циклусот високото ниво на кортизол. Исто така инсулинот, кој што е хормон на глад, значи ја регулира тежината и исто така нели има влијание. Меѓутоа пред се значаен е балансот на хормоните, многу повеќе отколку самите нивоа. Можеме ние сами да си го чуваме балансот на хормоните доколку се грижиме за нашето здравје? Секако грижата за себе си води до рамнотежа на сите нивоа, па и хормонска рамнотежа, меѓутоа не е тоа секогаш пресудно. Често пати сме слушнали и за тестостеронот, кој е пред да почне новата фаза на менструалниот циклус, и тоа особено тие млади девојки кои имаат проблем со појачана влакнестост, особено во тој период од месецот. Тестостеронот е нели машки хормон, значаен е кај пациентки најчесто со синдром на полицистични јајници, кога знае да биде покачен и секако нели во тој случај треба да се контактира гинеколог и да се средат нивоата. Доктор Наков, вие кажавте дека еден менструален циклус трае 28 дена, идеално би било тоа за секоја жена, меѓутоа дали може да има некојаш варијации во споредба со тоа дали сме имале некој стресен период, некој тажен период, дали тоа може да има влијание? Секако. Значи, освен стресот, тагата, влија и начинот на исхрана, строгите диети, неспиењето, така да нормален менструален циклус идеално трае 28 дена, меѓутоа во рамките на нормалата е од 21 до 45 дена. Така да има пациентки кои што трае 21 ден и тоа е нормално за нив. Секако се скратува менструалниот циклус од тек на возраста. Како старе организмот има тенденција да се скратува циклусот. И кај помладите девојки кај кои што знаат да трае подолго. Значи знаат да трае и повеќе од 28 дена, 30, 31, 2 до 35 дена. Додека сме кај помладите, особено кај девојките, како може да им покажеме на нив кои за прв пат ќе добијат менструален циклус, како да се грижат за себе? Секако со едукација. Значи, менструалниот циклус е показател за правилен развој на еден здрав организам. Значи, тоа не е ниту нешто срамно, ниту е болест, туку е знак за созревање на младата девојка. Многу е битно да ја информираме што е нормално, а што не е нормално. Кога да се обрати за помош, што значи нормално менструално крварење и количински и нормален менструален циклус во однос на времетраењето. Исто така да ја научиме да се грижи за менструалната хигиена и секако која е многу важна, да, и секако нели да побара помош и одговори од некој што ќе знае да ги даде, значи или родителот или гинекологот. Добро, дали при првата менструација треба да се појави на еден редовен гинеколошки преглед, на едно ехо на јајнице? Обично
првиот гинеколошки преглед препорачуваме да се случи околу 15-тата, 16-тата година, кога девојките секако доволно се зрели за да можат нели самостојно да разговараат. Меѓутоа не може и порано да се направи доколку има некаков проблем во однос на менструацијата или некој друг проблем. Како и да е, не е неопходно, меѓутоа препорачливо е, ако има услови, да се обрати, за тоа што мислам дека никој подобро од гинекологот не може да разговара со низа и да даде одговор на прашањата. Тогаш што не е нормално во текот на еден менструален циклус кај помладите девојки? Пример количински, колку трае тоа? Значи, не е нормално ако добива циклус на пократок период од 20 дена, ако добива циклус на повеќе, на 2 и повеќе месеци, ако има болка за време на менструацијата која што ја онеспособува, каде што не може да функционира. Ако има помладите, извинете што ме прекинав, но многу од помладите имаат премногу болки во текот на една менструација. Дали тука помагат аналгетиците или некогаш не помагат? Така, значи не треба болката да се сваќа како нешто нормално и не треба да се трпи болката. Секако дека помагаат аналгетиците, меѓутоа болка која што те онеспособува, која што ти го нарушува секојдневниот живот, болка од која што не можеш да функционираш, секако дека не е нормална. Нормално е да има умерени болки. Карактеристично пак ја кажам за помладите девојки. Меѓутоа треба да се направи преглед и да се види дали таа болка е само како резултат на нели стегањето на матката во тек на менструација или има некаква патологија која што допринесува таа болка да биде по драстична. Доктор Наков, што е тоа обилно крварење? Што значи за една млада девојка која ќе му каже родителот или гинекологот која ќе го праша обилно крварење? Обилно менструално крварење е кога крварењето трае подолго од 7 дена или кога пациентката на секој 1 до 2 часа има потреба да менува влошка или тампон. Исто така, кога тоа крварење е проследено со пат на нивоата на хемоглобинот, се јавува анемија, слабост, замор, потреба за одмор и лежење во кревет. Значи, неможност за обавување на секојдневните активности како резултат на крварењето. Тогаш треба одма да се јават на гинеколошки преглед? Секако, да, треба да се јават одма на гинеколошки преглед и понатаму да се направат дополнителни испитувања. Често пати, кога ќе поминат овие 2 години, пак има млади девојки кои имаат нерегуларен менструален циклус. Се смета дека после 25-та година веќе циклусот треба да воспостави некој ред. До 25 години често се јавува. Сега причина за нерегуларностите на менструалниот циклус може да биде нели синдромот на полицистични јајници, проблеми со тироидната жлезда, високото ниво на стрес во секојдневниот живот и така да нели заради тоа треба да се евалуираат сите фактори и да се воспостави правилна диагноза. Често пати се зборува во јавноста за полицистичните јајници и тоа колку им сметат на младите девојки во тежината, во лицето, за акните и за се тоа. Дали тоа треба дополнителни испитувања за овој проблем? Секако. Значи синдромот на полицистични јајници има повеќе лица, тоест се појавува во повеќе форми. Така што исто така исхраната е таа што го регулира менструалниот циклус, од друга страна па менструалниот циклус влијае на апетитот. Тоа е еден циклус кој се врти. Да, баш така еден круг. И кај синдромот на полицистични јајници не сите пациентки кои што се дефинираат како синдром на полицистични јајници реално имаат полицистични јајници. Меѓутоа, нивоата на значи има критериуми по кои што се оценува дали пациентката има синдром на полицистични јајници или не и каков проблем има. Значи кај некоја има зголемена влакнатост, кај некоја има акни,
некоја има проблеми со менструалниот циклус, зависно од нејзиниот проблем, така и се третира. Значи нема унифициран третман и унифициран начин на лекување, туку сето тоа зависи од самата пациентка и од нејзиниот проблем. Затоа не треба сами да се самодиагностицираат, Апсолутно туку тоа не. е потребно да, и разговор многу со често ми се гинеколог. случува тоа, кога ќе додат пациентки и ќе ви речат да, јас имам синдром на полицистични јајници, само затоа што јајниците изгледаат така, значи не е баш така во пракса. Или можеби има проблем со тежината. Или има проблем со тежината, или има проблем со менструалниот циклус. Меѓутоа треба повеќе критериуми да се исполнат за навистина да поставиме таква дијагноза. Доктор Наков, спомнавте за исхраната и за кругот како влија на менструалниот циклус. И особено некогаш имаме многу потреба од благо, па тоа има влијание врз акните, па тоа има влијание и врз менструалниот циклус и врз тежината. Како ние да пазиме на исхрана и за да си го регулираме и менструалниот циклус и тежината, но и нашето расположение? Така, значи здравиот начин на исхрана е број 1 на кој што треба да обратиме внимание, понатаму физичката активност исто така. Е доста битна. Самиот, значи во втора фаза на циклус, во лутеинската фаза, кога имаме високи нивоа на прогестерон, природно е да имаме малку позголемен апетит, заради тоа што тогаш на телото му треба повеќе енергија, но тоа треба да го контролираме. Секако да обратиме внимание на зголемен внес на свежо овошје, свеж зеленчук, секако. Има некоја храна каде ја помага повеќе за женското здравје? Или нема некоја посебна храна, освен здрава исхрана? Значи, поделени се мислењата заради тоа што голем дел од научниците се фаворизираат одреден вид на храна која што сметаат нели дека е здрава, така да во литература може да најдете апсолутно се и широка палета на храна која што условно е здрава храна за женското здравје, меѓутоа ја не би препорачала некои конкретни продукти помалку благо. Помалку благо во секој случај, значи процесирани шеќери, трансмасти, значи тоа нели секако нездрави јаглехидрати, ајде да ги наречем така. Тоа секако спаѓа во препораките, али меѓутоа конкретен некој производ, мислам нака овоше зеленчук, свежо секако препорачувам. Конкретна храна. Конкретна некоја посебна храна нема, се што е свежо е поздраво. Ме прашав, пошто особено помладите девојки, пошто се во процес на раст и развој имат проблеми со акните и тоа им влија и на врз самодовербата. И затоа ве прашав и за исхраната, можеби нешто што влија од нас да го направиме за да не допринесеме да се појави проблем. Пак ја кажам, значи да се исфаруваат нездравите шеќери, внесот на масноти исто така да се ограничи. Така да, ако се сконцентрираат на свежо овоше и онака clean food, како почиста и храна, така, да, тогаш би помогнало во секој случај. Кога сме кај менструалниот циклус, пред малку спомнавте дека е многу важно и хигиената, особено кај помладите девојки. Како ги едуцирате нив за нивната хигиена? Многу е битно да знаат како да одржуваат менструална хигиена во смисла правилно, значи колку често треба да менуваат хигиенски влошки, дали би користиле влошка или тампон или можеби менструална чашка и друг начин. Колку често треба да се измиват, пошто понекогаш и со тоа се претерува. Значи претераната хигиена носи нарушување на вагиналната флора, која што од друга страна е ризик за вагинални инфекции и на тој начин значи да се води сметка за хигиената, но да не се претерува. Да се внимава, но да не се претерува. Да не се претерува. Мислам дека е најсоодветно да се каже вака. Како и за се, значи рамнотежа треба да постои во се. Кога е најдобро да се оди на еден гинеколошки проблем во тоа во која фаза од менструалниот циклус сме? Најдобро е гинеколошките прегледи да се прават веднаш после завршување на менструацијата. Тоест во фоликуларната фаза, да, пред да настапи овулацијата. Тоа е идеално време.
Секако, доколку се јават и во друг дел од менструалниот циклус, преглед може да се направи, но ако се земат примероци за цитолошки анализи, ПАП тестови, ХПВ типизација, идеално е во таа фаза, за да се избегне факторот на другите фактори кои што влијаат на слузницата. Кога е најдобро да се испитуваат хормоните, пошто зборувавме за хормоните до сега? Значи, секој хормон се испитува во различно време. На трети ден од циклус се испитуваат фоликулар стимулирачкиот хормон, ФСХ, лутеинизирачкиот хормон, ЛХ, естрогените. Прогестеронот се испитува на 21-виот ден од циклусот. Например, проактинот, тироидните хормони не се зависни од време, може да се испитаат било кога во менструалниот циклус. Значи да не пробуваме сам, пошто сме слушнале, особено помладите девојки, дека само третиот ден треба да се испитуваат хормоните. Хормони се испитуваат по препорака на ендокринолог или гинеколог. Така што најдобро тие ќе ви објаснат кога е идеално. Ги испитуваат на третиот ден од проста причина што сите хормони ги опфаќаат, освен прогестеронот кој што дополнително се испитува ако има потреба на 21-виот ден. Не е грешка и кога сите хормони би се испитале на третиот ден, со оглед на тоа што останатиот дел од хормоните не им влијае на едно боцкање да се испитаат сите. Да се ги испитаат сите. И за крај би сакала неколку совети за сите тие млади девојки што не гледаат во овие моменти, како да се грижат за нивното здравје. Ние кажавме многу работи како да се грижат за нивното здравје, меѓутоа за крај? Најбитно е да се слушаат себе си, да си го слушаат своето тело, да го следат, значи женското тело и женскиот организам не действува хаотично, туку действува ритмично и циклично. Во различна фаза на циклусот, различно се однесува жената, девојката. Така да, кога би го научиле тој циклус, секако животот и секојдневието би биле полесни. Да не се претерува со брзи диети, да не се, значи да се трудат да се хранат здраво, да не се изгладнуваат, да се води сметка за физичката активност и секако навремено, доколку има некаков проблем, да се обратат кај гинекологот или кај стручното лице. Еднаш годишно дали е доволно? Еднаш годишно е доволно, доколку нема никаков проблем. Секако, ако има некоја болка, краварење кој што е подолготрајно, некоја промена или процес, веднаш во тој случај. Многу што бевте дел од нашата емисија и што и ни објаснивте и нам, но верувам дека и на многу млади девојки кои можеби има потреба од одговор од неколку прашања како да се грижат за нивната менструална хигиена и како функционира менструалниот циклус. Ви благодарам и на вас за поканата. Ми беше чест. Shikues të nderuar, ne më kaq për mbyllim emisionin këtu. Faleminderit që qëndruat me ne bashkë deri në emisione në ardhshëm. Deri atëherë, mirë takofshim.